Се враќаме во студиото, како што најавивме, тука го имаме господинот Амар Мециновиќ, пратеник на Левица. Господине Мециновиќ, добре дојавте во студио 10. Добар ден, добро утро и ви благодарам на поканата. Во собранието, како што кажавме, динамично, бурно, речиси, како и секогаш, доста се кршеа копјата околу таа фамозна комисија за аерозагадување. Каде треба да се одржи, кој треба да ја води, во која комисија треба да биде. Видовме жолчни дебати околу тоа. На крај председателот на собранието пресече дека тоа ќе биде во комисијата за здравство, каде што води пратеничка на ВМРО ДПМН, Рашела Мизрахи. Останува ли се уште оваа одлука, таму ли ќе се одржи расправата? Па значи вака пред се би рекол дека како што влегуваме во пролет и како се затоплува времето, мислам дека полека се буди и незадоволството кое е останато и од претходната власт која не се смени со овој трансфер на власт. Помина медениот месец на ВМРО ДПМН и мислам дека сега што тоа очекува дека ќе помине така без проблеми нивното саботирање на надзорната расправа за аерозагадувањето, веќе не е така, затоа што сега има и интерес кај јавност, интерес кај новинарите и пошироката јавност, затоа што се виде дека тие проба на сила со мускули да ја попречат дебатата за надзорната расправа за аерозагадувањето. Исто така како што влегуваме во пролет, излегуваме од најзагадените месеци во главниот град, во другите градови. Јас како пратеник скопски и претходно советник во градот Скопје, јас имав интерес личен, затоа и се потпишав на таа иницијатива да се одржи надзорна расправа за аерозагадувањето токму во најзагадените месеци, затоа што поучен од искуството претходно како советник во градот Скопје, за жал јавноста се бранува само во овие месеци за аерозагадувањето. Тоа е вистината, тоа е фактот на кој треба политичарите искрено и да се посветат. Кога се високи вредностите, кога е загаден воздухот. Да, апсолутно. И обично секогаш во градот Скопје, кога се обидувало да се преземат мерки за намалување на аерозагадувањето, тоа било во овие месеци. Секогаш што имале дебати во јануари, во февруари, еднаш дури пробавме се изгласаа 10 мерки за спречување, тоест намалување на аерозагадувањето, па тогаш градоначалничката Данела Арсовска ги поништи просто мерките, иако го немаше тоа дискреционо право, и гледате се повторува таа тема каде што владеачките констелации на сила под ниеден случај не сакаат да дозволат нешто да се случи во насока на спречување на аерозагадувањето, и тука доаѓаме до главниот проблем. Тоа е проблемот што јавниот дискурс со години намерно не се насочува таму каде што треба да се насочи, тоа се индустријските загадувачи. Затоа што цело време се зборува за домакинства, за индивидуална одговорност за аерозагадувањето. Извинете, ама индивидуалци не можат да направат притисок на градоначалничката, не можат да направат притисок на 58 пратеници на ВМРО ДПМН и цела влада. Кој може да направи притисок? Може да направи притисок индустријски загадувач кој меѓу другото е во многу случаи и нивен спонзор, затоа што имаме индустријски загадувачи во котлината Скопје кои се спонзори во општините на градоначалниците на ВМРО ДПМН. Не се надзорната расправа која требаше и ќе се случи денеска на анкетната комисија каде што председава председателот на Левица Димитар Апасиев, таа се случува со потписи од опозицијата. ВМРО ДПМН преку една неформална процедура, преку комисијата за именување мандатно-имунитетни прашања и деловнички прашања, се обиде да даде мислење дека целата процедура е неделовничка само со цел да се одржи таа надзорна расправа и да се угуши во комисија каде што председава нивен член. За да не го должам многу одговорот, но да биде сликовито, не е само дали ќе се одржи кај опозицијата или власт, затоа што тенденцијата на власта е да ја гуши дебатата. Ние имавме пред 2 недели после случајот со партизанска, со немилата ситуација со младата Фросина, владеачкото мнозинство организираше јавна дебата за безбедноста во сообраќајот. И Љупчо Пренжов не им дозволи на пратениците да зборуваат на таа дебата. Значи тоа е демократскиот капацитет на ВМРО ДПМН, нивната авторитарна нарав ја гледаме само 7 месеци после стапување на власт. Значи сепак имаме 2 надзорни комисии за аерозагадување. 2 иницијативи, 2 надзорни ќе се одржат. Да, значи председателот Гаши дава многу конфузно мислење за нашата надзорна расправа. Тој веќе има дадено допис дека таа треба да се организира со потписи од опозицијата, и тоа е тоа. Потоа тој не го повлекува дописот. Потоа дава некое мислење на основа на мислењето на комисијата за мандатно-имунитетни прашања, а тоа е дека не треба, но тоа не е формално правно обврзувачки за пратениците, затоа што на крајот
тоа што се обидува да се направи е 20 потписи да се фрлат во канта. Тоа се стотици илјади гласови, Патем. Добро, господине Меценовиќ, сега малку мене не ми е јасно, а верувам и на јавноста, вие сте пратеник, внатре сте, веројатно вие повеќе е јасно како тоа функционира. Што е толку важно, што е толку круцијално каде ќе се одржи оваа расправа? Дали на комисија која ја предводи, која води каде што е претседавач Димитар Апасиев или Рашела Мизрахи? Бидејќи на двете комисии ќе се јавуваат пратеници од разни провиненции за збор, ќе се повикуваат нели тамо и оние кои можеби загадуваат, не загадуваат, експерти и така натаму. Што е важност овде? Не ми е јасно што е битката, бидејќи што ќе смени, дали ќе се одржи ваму или таму? Така, апсолутно, значи, мене ми е јасно дека народот не е баш запознаен со процедурите, реално не му ни значат нешто процедурите, му значат резултатите кои се постигнуваат од тие парламентарни процедури, но јас би нагласил, политичкиот систем е конципиран и деловникот во собранието, дали е тоа деловникот во собранието, дали се тоа законите вон собранието, е конципиран да ја заштити опозицијата и действувањето на опозицијата, затоа што знаеме дека власта и силата е во рацете на владеачкото мнозинство. Сакам да кажам, ако некој ќе ги почитува процедурите, и ако некој нема да ја заглуши дебатата, тоа ќе биде опозицијата. А можеме и материјално да ги согледаме околностите. Не се работи само за позиција и опозиција. Се работи дали ќе иде на комисијата на ВМРО ДПМН, таа партија нима дадено опипливи резултати во врска со аерозагадувањето. Не можеме ние да се правиме сега дека овие луѓе кои влегле од ВМРО ДПМН на 28 мај во парламентот, тоа се сега некои нови луѓе од некоја нова партија. Не, ВМРО ДПМН е насилничка партија, во секој можен аспект го ја блокираат демократската дебата и крајно тие се спонзорирани од индустријските загадувачи кои ни ги уништуваат животите. Значи тоа е факт, тоа може да се провери едноставно. Индустријски загадувачи во оваа котлина се спонзори на нивните општини. Да, но повторно некако не ми одговорите на прашањето. Што е разликата, каде ќе се одржи расправата, во која комисија? Што е борбата околу тоа? Тоа не ми е баш. Па еве, пример, Љупчо Пренџов одржа јавна расправа, тој од ВМРО ДПМН председател на комисијата и не дозволи пратениците да учествуваат во таа дебата. Тој ги изорганизира гостите кои ќе бидат присутни на таа дебата, им даде збор, не им даде збор на пратениците. Тоа значи дека владата си го тера својот наратив, дека значи, све под контрола всушност. Мислите дека всушност сега кога ќе ја води комисијата Рашела Мизрахи, дека ќе се обиде да го контролира наративот во насока во која им одговара? Во заштита на владата, затоа што ние прво надзорна расправа треба да ни даде одговор на една многу клучна работа. Дали овие мерки кои ги имаме ние во легислативата за аерозагадувањето, дали се воопшто ефективни, значи тоа е првиот дел од прашањето. Дали ова што ние го имплементираме има врска со реалноста, дали треба да продолжиме со ова, а од друга страна, ако се окей мерките, тогаш дали се спроведуваат. Дали владините инстанци ги спроведуваат тие мерки. И сакате да ми кажете дека владата сама на себе ќе си направи надзор дали ги спроведува мерките? Значи тоа е веќе една, јас мислам дека апорија во која влегуваме. Значи не може и генерално, ајде вака да го одговориме прашањето за јавноста. Сите успешни надзорни расправи на континентот во држави кои имаат долга парламентарна историја, како на пример државите со британскиот парламентарен систем, тоа се Канада, Нов Зеланд, Австралија, Велика Британија, таму овие надзорни расправи се викаат parliamentary committees. Секогаш опозицијата ги води овие надзорни расправи, затоа што тоа е логиката на политиката. Опозицијата има поголем интерес да дојде до одговорот, всушност дали некој работи како што треба или не во владата. Да, добро. Сега, значи епилогот од оваа приказна е дека сепак имаме две надзорни расправи, ќе видиме како тоа ќе тече, што ќе се одвива. Апсолутно и патем секој попречување на одржувањето на надзорната расправа ние најавивме дека би преземале правни мерки затоа што тоа не може да се случи само затоа што некој така сака. Повторно 20 претеници значат стотици илјади гласови. Во однос на останатите активности кои ги спроведувате во собранието, особено беше интересно скорешниот предлог за менувањето на начинот на кој се наплатуваат патните трошоци на пратениците, тоа не помина, како што се сеќавам таму гласаше за Левица, гласаше СДСМ за, ВМРО ДПМН исто така беше против и коалицијата. Значи патните трошоци на пратениците, оние кои ги гледаме стотици илјади денари, кои и илјадници евра, ако ги пресметаме, остануваат исти. За жал да. И дури е малку апсурдно затоа што
Мислам дека за целата јавност е јасно дека е злоупотреба. Значи, на ниеден овие пратеници гостуваат сега во овој период на емисии, во разни медиуми. Може да се примети дека дискурсот е во негативна насока кај јавноста и едноставно гледаме дека пратениците воопшто немаат капацитет да одговорат на тоа дека некој го согледува тоа како негативна појава нивната злоупотреба на патните трошоци и впрочем ова се моментите кога треба да ги нарекуваме работите какви што се. Ова се оттуѓени луѓе кои не можат да одговорат на потребите и фрустрациите на народот. Не е затоа што јас тоа го сакам, не е затоа што јас сум опозиционер, ами извинете го покажуваат тоа. Тие се толку оттуѓени од реалноста дека тоа се големи цифри, затоа што едноставно не го живеат животот на обичниот народ. Од друга страна, тоа што СДСМ гласаше секоја чест, ама и ВМРО гласаше минатиот пат кога го понудивме за време на владењето на СДСМ, така да по таа основа баш се покажува дека партиите покажуваат дека не се водени по принципи, туку дека се водени според ситуациите кои им се наметнуваат. Затоа е обесхрабрувачки. Значи гласаат кога се во опозиција, кога знаат дека нема да помине. Апсолутно, а од друга страна ние не ги земаме тие патни трошоци затоа што мислиме дека е страшно злоупотреба, посебно за земја како Македонија, која е една од најсиромашните земји во Европа, особено во услови каде што сме во една перпетуална криза последните 3-4 години во однос на енергенците, во однос на цените, во однос на квалитетот на животот. Затоа и повторно, значи ние не го актуализираме тоа. Секоја година медиумите го актуализираат. Кога доаѓаат тие сметки за пратениците кои ги инкасираат и потоа ние одговараме на таа ситуација со предлог закон. Значи едноставно пратениците не можат да одговорат на тоа што јавноста бара од нив, а не левица што бара од нив. Добро, кога зборуваме, вие самиот велите дека пратениците чувствуваат дека тоа негативно се перцепира, дека тоа граѓаните и гласачите го гледаат негативно, но од друга страна, иако знаат дека им влијае на рейтингот, и порано СДСМ и сега ВМРО да поманеја секако, сепак остануваат. Дали можеби позади тие патни трошоци се крие еден друг момент, каде што на некој начин така се наградуваат пратениците за нивната лојалност. Апсолутно. Нели? Сега да не употребиме потежок израз. И тоа е еден вид, еден начин на нивна контрола. Значи, еве ви, добро, земајте ги овие илјадници евра, само правите како што ви велим. Апсолутно, посебно затоа што интересно е, например, во поголемите држави каде што има парламентарна демократија, ќе приметите дека овој феномен кој постои кај нас, например, секоја партија нели кај нас важи за биро за вработување. Секоја партија генерално почива на односот на завршување на услуги, на вработување, на такви некои концесии кои може да ги понуди за добробита на поединци кои треба нели да дадат после резултати. Што сакам да кажам? Во поголемите држави секои партии големи имаат дел од нивната партија која се вика the political machine, тоест политичката машина која се бави со овие работи. Кај нас целите партии се политички машини. Целите партии се засниваат на услуги, а не на идеологија или некои визии. Што значи ова? Тоа значи дека прво нивните пратеници се уверени дека они не можат да наштетат колку што можат да искешираат кога ќе дојде време за поддршка, затоа што реално демократскиот капацитет во општеството тоа го покажал, дека реално може тоа да се постигне во Македонија, да се купи лојалноста изборна, затоа водени од таа историја на нивен изборен успех, мислам дека тоа не го гледаат како проблематично за партијата и истовремено се абстрахирани од срам. Тоа е факт, мислам, тоа е евидентно. Од друга страна, не само лојалноста, тоа се пратеници кои сите сонуваат да бидат дел од извршната власт. Да не ги именувам, многу од нив мислам дека во мое скромно мислење ќе беат дури подобри министри од одредени министри сега во извршната власт. И сега во услови каде што имаат плата од 110.000 денари или колку и да е, зависи нели од искуството, до 120.000 денари, тие не можат да пристапат до колачот од извршната власт. И мислам дека патните трошоци им се еден од начините за некоја мир во куќа, еве ви просто екстра пари, затоа што тоа е поентата. Поентата е богатење, за жал. Да, но сега има тука и некои аналитичари кога зборуваат за левица во оваа позиција, велат дека вие имате тука малку и комотна позиција, бидејќи едноставно не сте биле на власт. Так. Велат, дајте им на левица власт да видите какви се, дека всушност ќе го правите и вие истото доколку станете извршна власт. Јас мислам, мило ми е кога коментираат луѓе хипотетички ситуации, но ова не се политички анализи, ова е на ниво на предпоставки, така да што треба да ви кажам? Не.
Не знам. Тоа, јас верувам дека не е така и тоа е тоа. Едноставно, тоа е тоа. Ние нудиме, за прв пат, ајде да кажеме вака, ние прв пат, прво нудиме силна економска левичарска политика. Тоа не се случило претходно во изминатите 30 години. Втора работа, прв пат нудиме строго идеолошки дискурс, затоа што да не беше левица во собранието, уште ќе слушавме вие направивте, ние направивме, вие направивте, ние направивме. Тоа е дебатата во Македонија 30 години. За прв пат се зборува за нешто идеолошко. Од трета страна, извинете, почитувани аналитичари, ама представниците на раководството на левица се представници од ниските социјални класи. Извинете, ама кога ќе доаѓаме, кога раководството на левица и функционерите на левица ќе доаѓаат од политички династии и фамилии, тогаш може би овие претпоставки би биле порелевантни, а во склоп на сето тоа што сме го донеле како ново во политичката култура во Македонија, оттаму може да се извлече резултатот дека баш и владењето би било на еден друг начин. Добро, да, тоа како што велите навистина треба да се види. Треба некој велат треба левица да дое навистина на власт, да видиме какви се, дали е тоа така како што зборуваат или не. Апсолутно. Кога зборуваме за вашите активности во собранието, поврзано со на некој начин со патните трошоци, со условите, вие предложивте уште еден исто така предлог, намалување на цените на патарините за 50% во целата држава. Сега, вие велите дека тие патарини, тоа што го плаќаме, дека е предплатено, дека не добиваме доволно услуги за тоа. Од друга страна имаме момент каде што од тие патарини се одржуваат патиштата. Каде е тука реалноста, а каде е популизмот? Апсолутно, значи реалноста е во тоа што во изминатите 20 години вие сте слушнали ли некоја позитивна работа за патарините, освен скандали, измиски, ока и така натаму. Значи, низ историјата ни се покажува дека тоа е аспект во државата каде што се краде многу. Тоа е првата работа. Втората работа, тоа што да, ние дали е реално укинување на такви работи, реално е затоа што на нас моментално економскиот модел и финансискиот модел ни се почива на регресивно полнење на буџетот со парите на народот. Тоа значи дека генерално буџетот се полни преку конзумеризам или регресивно доначување, тоест доначување на пониските слоеви со поголема стапка. Тоа е ДДВ-то, тоа се вакви давачки како патарини и така натаму. Поентата е, ние нудиме дека во оваа држава со даночна реформа може сите тие работи да се пополнат. Затоа и не понудивме ние воведување на вињета систем. Ние велиме дека од позиција на одлучување ние би вовеле вињета систем. Тоа е просто. Сега им нудиме на владачкото мнозинство намалување на патарините за 50%. Прво, затоа што мора нешто да се направи за подобрувањето на животниот стандард на луѓето. Значи, секоја мерка која оди во насока на подобрувањето на животниот стандард мора да се преземе сега. И втората работа е квалитетот на патиштата. Мислам, повторно фрустрацијата е јасна на луѓето кои одат од Прилеп за Скопје, мислам, знаете сами какви се патиштата од Охрид за Скопје, така да не соодветствуваат условите со реалната цена. Затоа што на крајот на краиштата мораме да ги споредиме цените со регионот и континентот. Ние не сме сами во овој универзум и ако ги споредиме, тогаш се отсликува тоа дека сме неверојатно некако деструктивни кон нашите граѓани. Така да сакам да кажам, пари има, парите лежат во криминалните сделки, криминалните тендери кои ги одливаат од државниот буџет. Од друга страна, парите се кај нивните спонзори од олигархијата кои може да се оданочат прогресивно. И третата работа е дека едноставно мора веќе да се одговара на потребата за подобрување на животниот стандард на граѓаните и оттаму овој предлог за 50% намалување на сите патарини. Да, ајде да видиме малку во однос на политиката. Доста е актуелна приказната за околу менувањето на државниот грб. Гледаме дека и вашиот претседател на партијата се вклучи малку околу тоа прашање на социјалните мрежи. Не знам дали е сериозно или иронично. Има две прашања околу ова. Едно е тоа она што се наметнува како дебата, треба ли да се менува, каков треба да биде, кои символи така натаму, па еве се отвори прашање дали и химната треба да се смени. Секако тоа кај нас се гледа и во етнички контекст, но од друга страна има и она што некои аналитичари го велат дека целата приказна е на некој начин измислена, наметната, чист политички спин, дека ништо не се случува околу тоа прашање, само е пуштена да се сврти вниманието од проблемите. Каде е вашиот став околу ова? Првично,
е некаков вид на дефокус, апсолутно, е реално и е опипување на пулсот на народот во однос на таа тема, но ако народот тоа го цени како дефокус, што е сосема правилно да го цени, ние како парламентарна опозиција, особено со нашата идеолошка матрица, ние го сваќаме многу сериозно тоа, затоа што ВМРО ДПМН е идеолошки опозит од сето тоа што представува нашиот државен грб. Впрочем, тие веќе има една авантура за промена на државниот грб за време на Никола Груевски и тоа не е наивно. Тоа тие нели го карактеризираат грбот како комунистички и така натаму. Но ако ние бараме химни кои би ја одразиле мултиетничката природа на Македонија, мултиконфесионалната природа на Македонија, зарем грбот не е веќе тоа? Зарем грбот не е веќе тоа? Грбот е го представува АСНО, представува народно-ослободителна борба, представува антифашистичка борба, представува се што било благородно во тој 20 век. Нема поблагородна идеја во 20 век од таа идеја. И секоја нејзина спротивност е зло. И тоа е консензус кој глобално го имаме постигнато. Така да секој напад по антифашистичката историја на Македонија е обид за менување или едноставно сквернавање на разврската од Втората светска војна и почива во идеологијата на ВМРО ДПМН која е реално Ванчо Михајловистичка. Значи тоа е, ајде да бидам јасен, тоа е дури и антимакедонска политика. Нели знаеме која е таа идеолошка матрица и нивната антикомунистичката хистерија на ВМРО ДПМН ги води во вакви авантури и на крајот на денот мислам дека и се да е неутрално, едноставно оваа држава веќе мора да прекине да ги менува своите символи, затоа што ајде да се запрашаме, ние како граѓани имаме развиено емотивна врска со тој грб. Јас имам развиена емотивна врска со тој грб. Јас кога ќе го видам помеѓу многу грбови во светот, мене тој грб ме поистоветува со мене, така да едноставно мора да прекине во таа насока менувањето на символите на државата. Да, кога зборуваме за тие големи светски идеолошки политики, интересно е што вие повторно се сретнавте во собранието со рускиот амбасадор во земјава. Не е прв пат левица да го прави тоа е ваша една политика која вие велите дека е правилна, тоа е ваш став. Но сега има и еден друг момент кој е прилично интересен, тоа се ставовите на новиот американски председател Доналд Трамп, кој сосема го сменија наративот околу оваа приказна во односите на Америка и Русија, па така и на релациите или односите на многу луѓе во држава кон Америка. Па така преку ног гледаме луѓе кои беа изразито антиамерикански расположени, кои плукаа по Америка и така натаму. Сега одеднаш Америка им стана најголем пријател, веројатно поради врските со Русија. Сега не сакам да навлегуваме ние во приказната кој е тука во право, кој е не. Сакам само да ве прашам за овој момент на едно такво салто мортале во ставовите. Добро, тоа е реално непознавање на политиката, затоа што многу е наивно да се мисли дека со промена на администрација во Америка, дека сега има проруска администрација во Америка. Мислам, тоа е апсурдно. Генерално, сега се поставува прашањето дали Америка би се навратила на некоја Монро доктрина, дали би дури поагресивно би пристапиле кон Европа, но тоа се стварно прашање на кои сега немаме одговори и секој кој пробува да даде одговори, мислам дека е многу наивно тоа да го прави. Од друга страна, политиката на левица во изминатите 3 години, на која сме многу горди, е политика на смирени глави, затоа што ако се сеќавате 2022 година, под притисокот на емоциите и мас-медиумите, едноставно имаше таква хистерија која бараше крв и бараше војна, бараше нуклеарни бомби, бесења на државни лидери на плоштади, сето тоа е толку хистерично и беше едноставно резултат на една манија која успешно ја створија масовните медиуми, чија задача беше тоа. И за среќа популистичката левица успеа да одоле нели на емотивните турбуленции на тоа време и останавме смирени. Нашиот став до ден денеска е во интересот на Македонија, дека Македонија треба да има непречена соработка со сите членови постојани на Советот на безбедност на Обединетите нации. Значи тоа се и европските земји, тоа е и Соединетите американски држави, но и Русија и Кина, затоа што сметаме дека интересот на Македонија е тоа кон кој треба да се насочиме, затоа се апсурдни овие изјави на Мицковски. Македонија може да послужи на Америка во борбата против Русија и Кина, значи
Тоа е едноставно невизионерска политика и ваква баш навијачка политика за која вие зборите. Значи како е тоа менуваш руво, менуваш дрес, денеска сум проамериканец или сум бил антиамериканец. Тоа е непознавање на политиката. Значи ние треба да си го гледаме нашиот двор и треба да повикуваме на политики на стабилност, диалог и крајно тоа што треба да го постигнеме. А се тоа што се случуваше во изминативе 2,5 години, би рекол антируска хистерија, не заради, не знам како да ви кажам, антируска хистерија за да се обесхрабрат сите обиди можни за разговори за диалог. Така би рекол. Да, добро, бидејќи сме ограничени со времето, пред се вие имате надзорна комисија во собранието, нема да ве држам, уште многу ве молам за навистина краток одговор за крај. За околу година дена имаме локални избори, се подготвувате ли? До сега немавте никаде градоначалник, мислите ли дека ќе успеете да освоите некаде? Апсолутно, мислам дека сега доаѓаме до избори каде што прв пат имаме шанса реално и во вториот круг да однесеме можеби победа во некои општини. Сметаме дека ќе имаме неверојатно добри резултати во урбаните делови на Македонија, тоа се големите градови, Скопје, Велес, Штип, Куманово, Битола и така натаму, да не изумам некој. Од друга страна, нашата поддршка е доста сконцентрирана во Скопје, фокусирани сме за Скопје, затоа што верујете, мислиме дека можеме да влеземе во вториот круг во Скопје, затоа што очигледно во оваа година се наметнавме како некој дихотомски опозит на ВМРО ДПМН и ја водиме опозицијската битка и затоа тоа ќе резултира со позитивни резултати. И на крајот на краиштата во оваа емисија би рекол, на локално ниво, сето тоа што луѓето за кое може да имаат несигурност во врска со гласање со левица, дали се тоа нашите ставови за надворешна политика за кои не демонизираат политичките непријатели во изминатите години, тие работи не постојат на локално ниво. На локално ниво ни требаат нови луѓе без криминални шеми и со визија за јавен интерес наспроти приватен интерес и затоа мислам дека ќе резонира нашата порака многу успешно на овие локални избори. Да. Амар Мециновиќ, пратеник на Левица, ви благодарам за ова интервју. Апсолутно, ви благодарам и вам и се надевам дека повторно ќе се видиме.